И здраво луѓе, добро дојдовте назад на патот кон себе. Денеска ќе зборуваме за една тема која што многу од вас ја бара, а тоа е како да препознаете кога некој глуми дека се сменил. Ова често се случува во токсични врски, така да доколку ви интересираат знаците и шемите кои што тие луѓе ги прават, останете до крајот на ова видео. Се извинувам за димов, пушам цигара, као се надам видео не го копирајтнат. Сите сме биле таму. Некој те повредил, некој се однесувал токсично, некој те манипулирал. Одеднаш станува совршен, значи преку ноќ личноста се менува и станува многу добро со вас. Претпоставам дека сите сте имале такво искуство до сега. Сум имал и јас такво искуство каде што личноста била премногу токсична спрема мене и само одеднаш преку ноќ таа личност станува совршена. Одма да ви кажам од старт, тоа не е здраво, затоа што промена кај некого не се случува преку ноќ. Треба време и време, месеци и месеци, за некој доколку сака да се промени спрема вас и да се промени во вашиот однос во кој што сте. Знаеш, тие луѓе стануваат одеднаш совршени, како по книга, како најдобри актери, знаеш, како ништо да не било вистина. Дават лав бомбинг, совршени се, сменети се и тоа е премногу лошо. У токсични врски зборуваме. У здрави врски, ако некој навистина сака да се промени, ќе се промени и таа промена ќе се гледа чекор по чекор. Таа промена нема да се види преку ноќ, само одеднаш ја тебе те сакам најмногу, а до вчера психички во уништува. Тоа е премногу нездраво. Денес ова ќе го разбиеме во 3 јасни психолошки знаци кои што ќе може да ви помогнат да откриете кога некој глуми дека се променил. Знак е, промената трае само додека постои страв. Кога личноста се плаши дека ќе ви изгуби, зборам за токсичната личност, кога личноста се плаши да ви изгуби, таа личност веднаш се менува. И ви дава љубов, ви дава пажња, ви дава внимание, ви дава се, ви ги симнат везите од небото. За вие повторно да се смилувате да бидете со таа личност. Тоа е погрешно. Тука веднаш ќе приметите дека таа промена не е искрена и не е вистинска. Зошто? Затоа што ако денеска бил ужасно лош спрема вас, а наредниот ден ве качува на 7 небо, и тоа качување на 7 небо трае, не знам, 4 минути, например, давам пример, тоа е погрешно. Таа промена почнува вака. Еднаш станува внимателен, те слуша, пишува убави пораки, ви купува подароци, ви прави изнадувања, ви скажува љубов, ве качува на 7 небо, ви ги симнуваат звездите, се гордее со вас колку ве сака и така натаму, и така натаму. Ова е еден од знаците кои што ретко може кој да ги примети, особено тие луѓе кои што копнеат по љубов и копнеат по тоа да бидат сакани. Ретко кој може ова да го примети, така да знаете доколку го видите ова кај некого од вашите партнери, да знаете за што станува збор. Сменам кадарот затоа што ми се испразни батеријата од телефонот и мора да го ставам на полноќ за да можам да го снимам целото видео. Вака. Кога таа личност ќе види дека ве придобила со тоа што ви го дава и што ви го прави во тој даден момент, таа личност ќе почне малку по малку да се опушта. Малку по малку однесувањето, старото лошо однесување и таа маска лоша што ја имаат, ќе им се полека ќе им се изјаснува се повеќе и повеќе. Личност, тоа што го давала во моментот било лажно и таа маска паднала. Зошто? Затоа што моментот кога ќе ве придобие, веднаш таа убава маска им паѓа и се става таа лоша маска на своето лице и тука ќе препознаете дека таа промена не е вистинска. Одиме на знак број 2. Вториот знак е неприродно однесување. Кога ќе кажам неприродно однесување, мислам на однесување кое што е претерано добро, што дури го нема ниво здрава врска, од типот на премногу е внимателен, премногу е грижлив, премногу внимание добивате и вие, вашиот мозок се буни. Ова е едно од поопасните знаци што токсичната личност ги прави спрема вас.
Така да се надам дека разјаснивме за што станува збор и што значат овие два знаци. Значи едното е така полабав, другиот е многу поопасен. Некој се менува искрено, не ве гуши, не ве притиска, не ве напнува, не ве иритира, не ви ствара притисок. Но кога некој токсично и нездраво се менува, ќе осетите напнатост, ќе осетите гушење, ќе осетите нервоза, ќе почне ви се гади и ќе ви биде премногу лошо. Така да, овие две работи варирајте ги затоа што се различни, може да ве збунат доколку не знаете за што станува збор на почетокот, а може и веднаш да ви стане јасно доколку сте нели дечки упорно ми паѓа Сталаков и ме буни, не знам што ќе излезе од видеово, но ќе се потрудам што е можно повеќе информации да ви кажам. Знакот број 3. Токсичната личност бара признание за нивната промена. Кога таа личност ќе се смени, ќе ви кажа еве како се менувам, ти не можеш да се смениш, гледа колку сум добар спрема тебе. Тоа значи дека се фали, бара признание, бара аплауз да му дадете што таа личност конечно се менува, уствари длабоко себе се лаже самата себе, а ве лаже и вас. Јас на вистина не знам што се случува со мојот телефон и зошто упорно ми паѓа сталакот, но ми иде на нерви. Се ми падне микрофонот. Сега после овие три знаци ќе ви кажам мој заклучок за тоа за што станува збор. Зошто личноста не се менува искрено, туку се менува лажно, затоа што вистинската промена бара време. Вистинската промена бара работа. Токсичните луѓе не се доволно способни да превземат одговорност за своите постапки, не се доволно созреани за да може да работат на себе како што го прават тоа во лажната промена. И тоа се тие некои знаци на кои што треба да обрнете внимание. Зошто? Затоа што може да бидат многу опасни, може многу психички да ве следат, се извинувам на изразот, може многу психички да ве уништат и психички да ве исцедат. Така да, сум го поминал тоа и ви кажувам на што да внимавате, да бидете предпазливи, да не го поминувате тоа што некој може би го поминал и доколку имате пријатели и роднини или фамилија или небитно, кои што се соочуваат со вакви моменти, ве молам разговарете со нив, покажете им го ова видео. Мислам дека така многу подобро ќе биде за нив и за вас ако помогнете на некого. Една мала приказна, една мини историја за емоционален ефект. Вака. Ја имам приказната тука на лаптоп и сега ќе ви ја прочитам. Вака. Една личност ми пиша пред некој ден и ми вика дека се сменил. И ме третира прекрасно, конечно е човек. Мислам дека ова е тоа. И јас прашав едно прашање, викам, колку долго трае неговото однесување? И ми вика, месец дена. И јас викам, добро, што се случи кога му кажа не за единствена работа? И таа личност ми вика, па избувна. Ја и пишав, тоа е тоа, не го гледај како се однесува кога е се убаво, гледа го кога нешто не е по негово. Таму се гледа вистината. И ова е вистина. Ова мислам дека го разговаравме во минатото видео, како да се научите да кажувате не на некои луѓе и како да ја зголемите вашата самодоварба што се наоѓа внатре во вас. Така да се надевам дека ви разјаснив некои работи. Доколку нешто не ви е јасно, можете слободно ми пишете на Инстаграм тука или доле во коментарите. Претпоставам дека сте луѓе кои што заслужувате мир, заслужувате вистинска љубов, заслужувате поддршка и внимание вистински и зрело од вашите партнери, а не само на една ноќ и на 4 минути. Така да работете на себе, не се предавајте толку лесно од работа на себе. Кога ќе работите на себе, многу ќе ви се разбистрат некои мисли во главата, ќе почнете многу логички да ги гледате некои работи. Јас навистина се надевам дека ви помагам на некаков начин со ова што го разговараме. Навистина се надевам и мило ми е доколку е тоа така. Ни беше мило уште еднаш што бевте со мене во оваа епизода од Патот кон себе. Се надевам дека ви се допаѓаат моите видеа, а ние се гледаме во некое наредно видео за многу брзо. Чао, чао!